Почитувани гледачи, добар ден и добродојдовте во уште едно издание на емисијата Ваш термин и се надевам дека и денес ќе останете до крај со нас и ќе проследите оние содржини кои што ги подготвивме за вас. Традиционално од 2006 година секој втор четврток во месец март се одбележува светскиот ден на бубрегот. Па за таа цел ние денеска малку решивме да поразговараме каква е состојбата со заболувањето на бубрезите кај нас, а исто така ќе се задржиме малку повеќе на диабетичната нефропатија, која што е еден од проблемите на бубрезите. Оваа година светскиот ден на бубрегот се прослави под мотото Здрави бубрези за сите, унапредување на правичниот пристап до нега и оптимална практика на лекови. За оваа тема веќе со мене во студиото е доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист нефролог. Ни доаѓа од приватната здравствена установа Зегин Интермедика и се надевам дека ова денеска што ќе говориме со неа ќе биде од ваша корист и ќе бидете повеќе информирани околу овие проблеми со бубрезите. Добре дојде. Добар ден, Виолета, добар ден до сите гледачи на телевизија Сонце. Се надевам дека и без звање и со звање ме знаат, бидејќи ние сме заедно тука повеќе од 10 години и најважно е да ја пренесеме информацијата која што треба до гледачите во однос на проблемите. Да, затоа што ова се едни од најважните моменти кои влијаат на превенцијата на заболувањата. И сега имаме еден многу важен датум, значи тоа е денот на бубрегот, што помина, бидејќи на ваквите датуми, со вакви емисии, значи можеме да пратиме информација. Идејата е за да се испрати информација до клиентите, односно пациентите, односно гледачите. Бидејќи најважно во превенцијата е прво информацијата да стигне до нив, едукацијата, значи како да се едуцираат и како пациенти и како граѓани и потоа да може да се преземат превентивните мерки. И затоа се овие емисии со таа цел направени. Денес ќе зборуваме точно така за диабетичната нефропатија како една од главните причини што водат до хронична бубрежна слабост. Бројот на заболени... Како стои кај нас бројот, да, тоа заболени... Состојбата со проблемите на бубрезите? Секаде стои лошо. Значи, ние сме Македонија е дел од светот и значи ние сме само мал дел на тоа што се случува и во светот. Бидејќи бубрежното заболување е подмукло, тајно, непредпознатливо во првите моменти, во првите месеци и првите години. Така да сега се работи на информација до пациентот да стигне до граѓаните за да може да презема нешто за своето здравје, да можеме да делуваме превентивно. Чи бројот на болести на бубрезите кои водат до хронична бубрежна слабост, значи зборуваме и за хронична бубрежна слабост, секој ден се повеќе и повеќе се зголемува тој број. Се смета дека денес во светот може би има 850, преку 850 милиони луѓе што имаат бубрежно засегање. И ако денес бројот на смртни случаи во светот поради бубрежно заболување е на 8 место, до 2040 година се смета дека ќе биде на 5-то место по смртност. Значи, еден голем забрзан процес тука се случува. И затоа мотото е такво да обезбеди правичен пристап, значи до сите во светот да може да стигнат до тие мерки за превенција, детекција, диагноза и превенција на бубрежните заболувања кои водат до хронична бубрежна слабост. Тој процес значи се зголемува и поради една друга причина што каде што имаме зголемување на обезноста, бројот на обезни луѓе во светот, бидејќи обезноста заедно со пушењето, заедно со диабетот, заедно со кардиоваскуларните болести, односно високиот крвен притисок и другите кардиоваскуларни болести, потоа фамилиарната наследност, значи сето тоа
влие да имаме зголемен број на бубрежни болни, односно болни со хронична бубрежна слабост, која потоа прогредира и до потреба на заместителна терапија за таа бубрежна слабост, што го оптеретува, значи, и единката пациентот, меѓутоа и општеството во целина, бидејќи тоа се многу скапи интервенции да се лекува еден таков пациент. Затоа идејата е на нивна превенција. Кои се најчестите причини кои што доведуваат до проблеми со бубрезите? Како што кажав, најчесто на прво место веќе подолго време се задржува дијабетот, односно дијабетичната нефропатија, како што се викаше порано, меѓутоа сега се преферира да се каже дијабетична болест на бубрезите, меѓутоа и едното и другото не е грешно, значи да се разбере од гледачите дека станува збор за една иста состојба. На второ место, како причина за терминална фаза на бубрежна слабост од пациентите што одат на дијализа е високиот крвен притисок. Трето се другите кардиоваскуларни болести, исто тука, значи, доаѓаат во како причина. Потоа имаме другите кои се застапени помалку. Тоа се гломерулонефритите, пиелонефритите, адултната цистична болест на бубрезите. Значи имаме другите ентитети што може да ги зафатат бубрезите, се со помал процент влегуваат во тоа. Меѓутоа, дијабетот како заболување е на прво место веќе подолго време како прва причина за да стигнат пациентите до краен стадиум на бубрежно засегање. И тоа е видено дека последниве од минатиот век, негде 50-тите, 60-тите години, дека се повеќе и повеќе имаме, нели, пациенти, односно луѓе со обезност и луѓе со дијабет. И поврзани се двете работи. Бидејќи дијабетот е проблем глобален на целиот свет. Се повеќе имаме обезни луѓе и се повеќе имаме дијабет. Зависи, значи, од земјата каде е дали е тоа се точно диагностицирано, односно на време диагностицирано и дали се пријавени. Меѓутоа, глобално имаме зголемување на тој број на пациенти со дијабет. Така, ајде тука ќе се обратам до нашите гледачи. Може да се јават на нашите познати телефони доколку имаат некоја прашање во однос на денешната тема, бидејќи знаете дека сме отворена контактна емисија, слободно може да поставите некоја прашање во однос на проблемите со бубрезите. Доктор Маја, ајде да објасниме нешто за дијабетичната болест на бубрезите. Што представува? Прво јас да кажам дека дијабетот како дијабет, сега ќе зборуваме за дијабет тип 2. Значи има дијабет тип 1, меѓутоа и дијабет тип 2. Бубрежното засегање горе-доле е исто и кај едните и кај другите. Значи таа дијабетична нефропатија, на кратко да кажам, ама углавном зборуваме за дијабет тип 2. Дијабетичната болест како дијабет тип 2 е хронично заболување на пореметување на метаболизмот. Значи и така го третираме, значи. Не е само еден орган, значи тоа е мултисистемско заболување, каде што немаме излекување. Тоа е неизлечиво заболување, меѓутоа имаме начини како да го ставиме под контрола. И што е интересно, не сите пациенти кои имаат дијабетес тип 2, значи дијабетес мелитус тип 2, шеќерна болест, значи не сите развиваат дијабетична нефропатија. Само 30% од пациентите кои имаат диагностициран дијабетес ќе развијат во наредните 20 години дијабетична нефропатија. Значи, тука најверојатно има многу фактори кои влијаат на тоа зошто некои ќе развијат, а некои нема да развијат. И тоа се уште се испитува. Се повеќе се зборува за имунолошкиот систем, за како автоимуно заболување за дијабетот, за многу други
проблеми што се јавуваат нели во самиот организам, во метаболизмот на телото, од генетски, од фамилиарни, од надворешни фактори кои може до тоа да доведат. Значи, само 30% од пациентите со диабет ќе развијат диабетична нефропатија, а само 20% од тие што ќе развијат диабетична нефропатија, ако не се третираат, ќе завршат со терминален краен стадиум на бубрежна слабост, односно да имаат потреба од диализа. Значи, имаме голем период на време каде што ние можеме да интервенираме. И што порано интервенираме, тоа е подобро. Сега, зошто нели сега кај некој се јавува или кај некој не се јавува? Да, тоа сакам да прашам, дали кај сите кои што имаат тип диабет и кои се тие ризик фактори? Значи, диабетичната нефропатија, прво треба да видиме дека кај голем дел од пациентите кои се јавиле на доктор поради првична диагноза на диабет, веќе имаат микроалбуминурија, значи тоа е минимално излачување на албумин, протеин во урината. И таа микроалбуминурија ќе ја спомнувам почесто сега, бидејќи таа е знак дека почнало зафаќање на бубрезите. Значи, доста од пациентите кои веќе се диагностицирани, прво се доцна диагностицирани. Значи, штом ние имаме микроалбуминурија, значи диабетот веќе постоел и претходно, само не бил диагностициран едноставно. Така да таа диабетична нефропатија, значи, веќе влегла во тој ран стадиум. Сега, овој момент, кога ние ќе откриеме дека имаме таа микроалбуминурија, е првиот инципиентен стадиум, кога ние уште можеме да делуваме со лекови, да го спречиме понатамошното. Се смета дека тој стадиум е уште реверзибилен, значи можеме да го вратиме назад. Што после, кога ќе се појави таа јасна албуминурија, потоа веќе можеме само да влијаеме на одржување, да не расте понатаму и понатаму. Така. Втор момент, што е многу важен, е да имаме добра регулација на гликемијата. Меѓутоа, задржите да мислат, имаме гледач да го вклучиме, па ќе продолжиме. Добар ден за кого? Повелете. Добар ден. Овде е една загрижена мајка за синот. Он е оперисан 1982 година, хидронефроза и рефлукс, еден бубрек нема и другиот ни рекла дека 50% работи, а сега, кога бевме на контрола, креатининот е 130, уреата е 6,5, протеински ензимски статус е F29, а у 398, ККСБО, уредна се со седиментација ПХ 6,0, после има протеин нешто 1,0, РН на порција и тука има ИПТХ 45, ЦРП 3,3, МУА 3,42, феритин 96. Забелешка, контрола пишува тука. Докторка, сум загрижена, дали има нешто опасно овдека? Дали нешто треба да се помогне? Вие веќе знаете дека синот е опериран и дека работи, всушност функционира со еден бубрек. Тој бубрек, за жал, веќе почнува да ја намалува својата функција, значи има и тој бубрек што е заостанат, има намалена функција и имаме покачување на тие деградациони продукти што ги кажуваме, што зборуваат за бубрежната функција, тој креатинин е покачен. Значи, кај синот е потребно редовно следење на нефролог, кај матичниот доктор или кај нефролог, да се преизрачуна таа како точно работат бубрезите, таа гломеруларна филтрациона рата и да се превземат мерки
во однос на регулација на крвниот притисок ако има албуминурија, односно микроалбуминурија, за да може да се успори таа прогресија на бубрежното заболување. Значи би требало редовно следење. Тоа е основно нешто што може да направите на секој 3 до 6 месеци, како ќе ви каже вашиот доктор или нефрологот. Докторка, он има и висок притисок покачен. Точно тоа, сега тоа зборувавме. Многу е дебел. Молам? Многу е поправен. Значи, има дебелина. Обезноста, исто дебелината е сама по себе ризик фактор за бубрежното заболување. Треба да се работи на намалување на телесната тежина и да се регулира притисокот. Притисокот треба да биде под 130-90, значи дури и пониско. 120-80 и да не иде нагоре. За да можеме да го заштитим, да се заштити бубрегот. Бубрегот, така, да. Он има 43 години, доктор. Ништо, во секој случај вие мора да отидете на контрола кај оној доктор нефролог кој што го води. Еве како што посочи доктор Маја, да поработи малку на намалување на телесната тежина, намалување на притисокот, бидејќи како што знаеме, нели, високиот притисок е тивок убиец на работата на бубрезите, а дополнително, нели, во случајов би било добро да го регулира за да не До исхраната не знаеме кој правилно треба да му се дава због бубрегот, не знаеме нешто, можда погрешно даваме некоја храна да му смета. Ке се посоветувате и со нутрициониста, ние имаме и прилог сега во однос на исхраната за бубрезите, добро е да го проследите внимателно, ќе видите која храна е добра за да се консумира во однос на проблемите со бубрезите. И ве се надевам дека ќе отидете на контрола и ќе ве посоветуваат што понатаму и како да постапите. Ви благодарам што се јавивте. Поздрав, пријатно. Пријатно. Докаде стигнавме, доктор Маја, ние? Зборувавме за албуминуријата, микроалбуминуријата, значи сега стигнавме дека за контрола на гликемијата и бидејќи гликемијата, самата гликемија уствари е високата гликемија и таа хипергликемична состојба доведува до оштетување на бубрезите. Имаме хиперфилтрација низ бубрезите, тие на почеток се големи, потоа се намалуваат, но најдобро е уште веднаш пред да се јави таа диабетична нефропатија, да не дозволиме нели да се јави, да се регулира максимално добро гликемијата за пациентот во зависност од возраста, нели, состојбата, другата состојба нели на пациентот. Бидејќи самата гликемија е ризик фактор и бубрезите и микроалбуминуријата и албуминуријата, значи и високиот крвен притисок, сите трие работи, тие три и хиперлипидемијата што се јавува со диабетот, се дополнително фактор кој ги оштетува и понатаму бубрезите. Зато од една страна, значи, бубрегот е причина за појава на микроалбуминурија, бубрегот е причина за појава на висок крвен притисок. Меѓутоа, сами по себе и таа микроалбуминурија, односно албуминурија и високиот крвен притисок сега обратно делуваат да се дооштети. Значи имаме еден круг и затоа мораме тој круг да го прекинеме. Добра регулација, значи, на притисокот, што некогаш значи и повеќе лекови. Значи треба да се едуцираат пациентите дека не секогаш само еден или два лека. Има голема група палета, денес знаеме и кои се лекарствата за кои се и за намалување на крвен притисок, меѓутоа и за заштита на бубрезите. Значи треба да се одберат такви лекарства за високиот крвен притисок кои ќе делуваат заштитно и на бубрегот. Хиперлипидемијата од своја страна, значи високите масноти, исто се дополнителен фактор за дооштетување на бубрезите кај диабетичната нефропатија, независно од тоа што влијаат нели на кардиоваскуларните заболувања. Така да имаме на повеќе места каде што ќе може да се интервенира за да се обезбеди, односно пролонгира тој процес на прогресија на диабетичната нефропатија, затоа што рековме тоа е бавно прогредирачко заболување.
Таа спаѓа, диабетичната нефропатија спаѓа во касните компликации на диабетот, заедно со ретинопатијата и невропатијата. Тоа се зафатени, зафатени се оние микрокрвни садови, значи, како кај ретинопатијата, нели болеста на очите, и кај невропатијата, болеста на нервите, тука спаѓа и таа нефропатија. Тоа се касните компликации на диабетот. Сега, како пациентот бидејќи кажавме дека не добива секој што има тип диабет 2, кои се тие симптоми кои што кажуваат, освен нели кога ќе се испита урината и тие параметри кои што покажуваат? Точно тоа. Значи само преку урината. Да, добро. Бидејќи нема јасни симптоми, односно симптомите и знаците ќе се јават откако можда болеста напреднала, треба веднаш кога ќе се диагностицира некој дека има диабетична нефропатија, од диабетес, всушност, шеќерно заболување, болест, да се тестира и урината за микроалбуминурија. Да се види крвниот притисок, да се видат деградационите продукти на бубрегот, тоа се уреата, креатининот и уричната киселина, тие што се испитуваат најчесто, да се види каков е крвниот притисок и тука да видиме дали можеме да направиме диагноза дека постои диабетична нефропатија. Значи има критериуми по кои тоа се воспоставува. И потоа треба тоа што кажав и кај гледачката, значи редовно следење, едукација на пациентот дека мора и е потребно редовно следење, придржување на терапијата и нормално како што ќе се закажат контролите, да се оди и да се прават контролите кај доктор, хематичен или нефролог, зависно нели како треба, или кај диабетолог, тие што се. Сега, понатамошното знаци и симптоми кои би можеле да бидат. Пенлива урина. Најчесто пациентите може да приметат пенлива урина. Потоа може да има нерегулирана хипертензија. Та хипертензијата иде горе-доле. И покрај примањето на терапијата. Може да се појават и трпки на рацете, на нозете, тоа значи веќе имаме нека невропатија можеби, кој и не знаем, не е претходно диагностициран, ни никој не помислил на невропатија. Потоа може да имаме отоци на нозете, отоци околу очите. Тоа веќе зборува за една напредната протеинурија, не само микроалбуминурија, него поголемо излачување на албумини, односно протеини во урината. Кај терминалните стадиуми, веќе подоцнежните стадиуми на бубрежната слабост, може да дојде да пациентот има помала потреба од инсулин и други орални антидиабетици за регулација на шеќерот. Значи имаме повеќе работи кои може да укажат дека можеби сепак во позадина имаме и некоја диабетична нефропатија која не ни е до сега диагностицирана. Бидејќи многу пати кај пациентите се јавуваат и некој кардиоваскуларен настан, како мозочен удар или срцев удар, и да тогаш всушност се открие дека пациентот има диабет. Да претходно не се знаело. Или не е диагностицирано, не е отишле на доктор или не е испитано. Така да, самата диабетична нефропатија, како што кажав, го зголемува ризикот значи, за и морталитетот и морбидитетот од кардиоваскуларни настани. Се е некако врзано. Да. Што представува ултрасонографијата на бубрезите? Какво испитување и што може да се види од ултрасонографија? Ултрасонографијата или ехо на бубрезите значи е значен момент кој го правиме кај диабетичната нефропатија, затоа што кај пациенти, особено кои до сега не биле диагностицирани, може да се види колкави се бубрезите, значи каква е формата на бубрезите и каков е квалитетот на бубрежното ткиво, што е многу важно. И друго нешто, можеме да видиме дали можеби некоја друга бубрежна болест или друг бубрежен настан придонесува за тоа
тие резултати што ги имаме ние на крвните анализи и на урината. Бидејќи на почеток, како што кажав, бубрезите се големи, тие имаме хиперфилтрација, имаме хиперперфузија низ бубрезите, што дополнително ги оштетува бубрезите. И тоа се случува и кога пациентот има еден бубрек, бидејќи едниот бубрек го нема, другиот бубрек мора повеќе да работи, односно да хиперфилтрира таа крв. А самата таа хиперфилтрација дополнително прави оштетување на крвните садови на бубрекот, односно тие мали нефрони, гломерили, што се наоѓаат во бубрекот. Така да диагнозата за бубрежната болест, диабетичната бубрежна болест, нели, се базира на се потврдува со електросонографија. Со ова ни се потврдува и понатаму ги следиме големината на бубрезите, како што кажав на почеток се големи, меѓутоа како напредува болеста, тие се повеќе се намалуваат и се скврчуваат до, нели, крајен престанок на нивната работа. Тука некаде ќе го пуштиме прилогот, меѓутоа пред да го пуштиме да ве прашам вас, па потоа кога ќе се вратиме назад ќе проговориме за тоа како оди нели постапката понатаму во третирањето. И гледачката спомна околу исхраната. Ние подготвивме еден прилог со Татјана Павлова, која што во оваа нова сезона како нутриционист имаме соработка и ни подготвува прилози за секоја емисија. Ни подготви каква све храна треба да се внесува, значи што е корисно да се зема, што нели не треба. Која би била вашата препорака и како вие, кои совет им го давате на оние пациенти кои што имаат вакви проблеми во однос на храната? Што треба да исфрлат? Што е покорисно да консумираат? Па ќе се надоврзаме прилогот ќе го пуштиме. Како што кажа веќе и во одговорот на ова, секоја дебелина, односно надтежина, треба да се коригира. Тоа е основно прво во намалување на калорискиот внес. Бидејќи тоа дополнително прави оштетување, односно не може инсулинот да ја сработи својата работа во телото. И дополнително се оптеретува, значи треба се повеќе инсулин за да може да се преработи таа глукоза, да искористи телото. Втор момент е солта. Солта генерално треба да се намали. Веќе некако над 50-та година за сите. А посебно за оние со проблеми. Ако земеме дека нормално и прифатливо внес на сол, натриум е 5 милиграми на ден е едно лажиче. Тоа е многу малку во однос на тоа што ние го внесуваме. Ние внесуваме многу повеќе. Така, несвесно со други работи што се солено. Затоа што самите овошје и зеленчуци веќе самите во себе содржат сол, а ние се досолуваме. Сите јадења, варива, сите салати ние ги досолуваме. Така да ние внесуваме многукратно повеќе од она што е нормално. А кај пациенти кои имаат многу висок крвен притисок или нерегулиран крвен притисок, и пациенти што имаат бубрежна слабост и диабетична нефропатија, тука зборуваме, значи треба тој внес да биде 2,3. Значи што е пола од тоа пололажиче, кафено лажиче. Тоа важи генерално, значи, за сите што се со хронична бубрежна слабост, односно имаат бубрежно засегање, независно дали станува збор за диабетичната нефропатија. Другиот момент е кога постои тоа излачување на протеини, значи таа албуминурија. Во напреднатите стадиуми на бубрежна слабост, кога тие уреа и креатинин, значи веќе ни кажуваат дека бубрезите веќе помалку работат, тогаш се стават пациентите и на намален внес на белковини, белковински внес. Затоа што се смета дека таа хипопротеинска исхрана кај нив може благопријатно да делува на зачувување, конзервирање на бубрежната функција. Што тоа значи? Ако порано се сметаше и се уште има школи кои зборуваат за 1 грам протеини на килограм телесна тежина, сега се повеќе се оди на тоа да тоа се намали тоа ниво и биде 0,8 грама
протеини на килограм телесна тежина за здрав човек зборуваме. Значи таму кај што имаме оштетување на бубрезите ќе одиме и подоле. Тука морам да спомнам нешто што е многу често во мојата практика, кога доаѓаат здрави луѓе кои се бодибилдери, кои се бават со фитнес, дигање тегови, каде што се зимаат поголеми количини на белковини, протеини. Мора да се внимава и тоа да се прави во консултација со доктор. Бидејќи ние никој не знаеме што носиме внатре и какви се нашите гени. И многу лесно може да се направи грешка, односно таа хиперпротеинска исхрана, наместо да ни послужи да имаме повеќе мускули, да направиме нешто што не сакаме, односно да ги оштетиме бубрезите. Така да тоа морам да го кажам за сите да важи, никако сами да не взимаат протеини, креатин, аминокиселини, затоа што тоа е во големи количини, претходно обавезно да се консултираат со својот матичен доктор. Ајде сега да го слушнеме прилогот од Тања, па еве и вие како доктор да видите што Тања препорачува, а секако нашите гледачи уште повеќе, оние кои што имаат потреба од тоа. Предлагам да го видиме и слушнеме. Во состојбите на бубрежни заболувања, диетотерапијата исто така игра клучна улога. Кога се соочуваме со вакви заболувања, нашите бубрези не се во состојба одредени минерали да ги транспортираат и да ги насочат онаму каде што треба. Односно, функцијата на бубрезите е намалена. Па кои се тие, би кажала 4 најглавни работи кои што треба да ги внимаваме во диетотерапијата при бубрежните заболувања. Тоа е количеството на натриум во намирниците, количеството на калиум и зошто калиумот ние треба да го контролираме при вакви состојби, контрола на фосфор и намирниците кои што содржат фосфор и после тоа правилниот избор на протеини. Зошто натриум? Значи, велиме дека солената храна, особено кај бубрежните болни пациенти, и како игра улога. И кај нив се препорачува особено внимание колку сол консумираат во текот на денот. За жал, солта денеска е широко распространета, навистина е составен дел од многу намирници, составен дел е од најразлични преработки, се користи како конзерванс и ние едноставно не можеме да се заштитиме, а на друг начин да не внесеме сол во исхраната. Доколку, значи, поприлично солената храна игра улога кај бубрежните болни на тој начин што задржува течности во телото, па се јавуваат така наречени отоци, односно не може течноста убаво да излезе од организмот. После тоа, значи, може да се почувствуваат ладни нозе, раце и лице, значи се појавува покачен крвен притисок и така натаму. Што треба во овој случај да направиме? Значи, да видиме најпрво тука голема улога играат типот на солта. Каква сол се користи? Колку се користи? И како ние да го намалиме количеството на сол во текот на денот. Количеството на сол би го намалиле на тој начин што би се свртеле кон храна која што содржи повеќе овошје и зеленчук. Значи природен овошје и зеленчук и колку што е тоа можно да го користиме што е можно повеќе во посвежа форма. Кога станува збор за одредени зачини, дали можат и дали смеат бубрежно болните да ги користат, велиме да се обрне внимание солта во тие суви зачини да не е застапена повеќе од 60%. А најдобра опција би било, доколку можат, едноставно дома сами да си ги произведуваат тие зачини преку сушење на најразлични билки. Втор значаен сегмент во исхраната кај бубрежно болните е калиумот. Калиумот уште го сметаме и електролит, кој што е одговорен за контракција на мускулите, значи ако недостасува калиум, нашите мускули можат да бидат
малаксани, после тоа, значи, одговорен е за ритамот на срцето, односно одговорен е за нашиот пулс. Доколку калиумот не може преку бубрезите соодветно да се транспортира, ние велиме дека тоа е состојба на хиперкалемија, која што кај бубрежно болните и текако е сериозна состојба. Па во овој случај ние би кажале дека треба да се внимава на намирниците кои што содржат повеќе калиум, како што е при откај овошјето бананата, потоа би го спомнала тука доматот, би ги спомнала млечните производи и така натаму. Фосфорот е значаен елемент во секојдневието, бидејќи ни е значаен за цврстината на забите и коските. Во случаевите кај бубрежни заболувања, фосфорот бубрезите не може да го транспортираат онаму каде што треба и најчесто се создаваат задршки на фосфор во бубрезите. Тие задршки на фосфор во бубрезите можат да доведат до натрупување на фосфор и да се наруши самата структура на коските. Па во тој случај тие пациенти би биле повеќе подложни кон фрактури, скршеници, скривување и така натаму. За да не се доведе до ваква состојба, значајно е да напоменеме да се користи се помалку пржена и похована храна, сувомеснати производи кои што содржат исклучително количество на сол. После тоа би кажала тука да се обрне внимание на тврдите сирења и масти, да се обрне внимание на кајмак, да се обрне внимание на путер, значи тоа се некои намирници кои што бубрежно болните треба да ги исклучително внимаваат. И количеството на консумирани мешунки во текот на денот, значи порциите да не бидат преголеми или мешунките да се користат поретко во текот на неделата и јајцата да се ограничат на вкупно 3 јајца во текот на седмицата. Четврт важен фактор при исхраната кај бубрежните заболувања е изборот на протеини. Протеините се едни од главните макронутриенти, секогаш велиме дека треба да бидат составен дел од оброците, меѓутоа кај бубрежно болните треба да се направи правилен избор на протеини или би рекле оние лесни протеини. Па тука би обрнала внимание дека црвеното месо треба да се отстрани, треба да се отстранат мрсните делови од црвеното месо, млекото и млечните производи кои што се полномасни и тие да бидат ограничени, значи може да се користат млечни производи до 200 мл во текот на денот ако се полномасни. Меѓутоа, помалку масните може да се користат и во малку поголема количина. Правилниот избор на протеини при бубрежните заболувања е да се консумира риба, да се консумира попосно месо, месо без кожа, пилешкото месо, месиркиното месо и зајачкото месо, кои што се попосни и побели меса и чии што протеини се полесни за дигестија. Значи, ова се 4 фактори кои се дел од диетотерапијата кај бубрежните заболувања на кои и такако треба да се обрне внимание во текот на седмицата. Да, Иве, Тања многу убаво во прилогот посочи која се храна, колку се треба да се внесува, што не треба, што треба и така натаму. Верувам дека ќе биде од ваша корис што сите оние кои што го слушнавте. Ние продолжуваме онаму каде што застанавме. Спомна доктор Маја еден момент во однос на дијабетот, нели, кој што е прв и главен причинител за дијабетичната нефропатија, меѓутоа го спомнавме тука и високиот притисок кој што е навистина како да кажеме, делува многу врз работата на бубрезите. Каква е поврзаноста сега на високиот притисок со дијабетичната нефропатија? Зошто толку многу штети на бубрезите? Самиот крвен притисок може да биде последица од заболување на бубрезите. Значи, едно или да биде последица или причина? А може и да е причина за појава на бубрежно заболување. Значи,
двострано иде Так. таа Е сега стрелка. кога е причина, кога е последица? Има многу фактори кои се во игра, меѓутоа факт е дека високиот крвен притисок, односно нерегулираната артеријска хипертензија е втор причинител како кај пациентите што идат на дијализа. Значи, затоа е и многу важно. Бидејќи високиот крвен притисок сам по себе влијае на бубрезите, односно влијае на крвните садови на секаде во телото, го забрзува тој процес на атеросклероза Кој ги оштетува крвните садови. Кој природно се започнува кај сите нас, независно дали после ќе имаме или ќе немаме крвен притисок после 20-та година. Тоа е природен процес на старење на крвните садови. Крвниот притисок, високиот крвен притисок, ако не се регулира, дополнително влијае на оштетување на тие крвни садови. А бубрезите сами по себе се изградени од многу мали ситни крвни садови. Така да тие бубрези со толку многу крвни садови, значи многу трпат од тој нерегулиран крвен притисок од една страна. А од друга страна, бубрегот е и орган каде што се лачат хормони. Еден од тие хормоните, ренинот, влијае, односно учествува во регулацијата на крвниот притисок кај сите луѓе, не само кај тие со болни или здрави бубрези, значи кај сите луѓе. И сега ние имаме една состојба на висок крвен притисок, имаме состојба на дијабет. Тие две работи заедно кога ќе се спојат, значи имаме два ризик фактора кои влијаат на дополнително, значи забрзување на еден со друг, го забрзуваат процесот на оштетување на тие мали крвни садови на бубрезите. Тука морам да спомнам исто нешто што до сега не го спомнав, а што е многу важно за пациенти кои имаат и висок крвен притисок и пациенти, особено пациенти со дијабетичната нефропатија, односно дијабет, за пошироката популација да кажам, и тие. Пушењето. Пушењето воопшто не оди рака под рака со дијабетот, бидејќи кај дијабетот веќе имаме нагласено оштетување на крвните садови поради нерегулирана гликемија, поради висок крвен притисок, поради високи масноти кои одат исто заедно со дијабетот. И сега ние го додаваме пушењето. Пушењето е многу голем ризик фактор сам по себе и за бубрежно заболување, меѓутоа ако веќе имаме особа која има и шеќер, и висок шеќер, и висок притисок, ако додадеме и пушење, значи имаме многу голем ризик фактор за оштетување на крвните садови. Не само на бубрезите, туку и на срцето и на мозокот. Така да тука многу веројатно можеме да очекуваме, ако пациентот не престане да пуши, и тоа да престане скроз, да очекуваме мозочен удар, срцев удар или бубрежно оштетување. И многу често ќе се слушне, ништо не му беше, здрав беше. А всушност имаме дека пациентот имал и нерегулиран притисок, и нерегулиран шеќер, и бил пушач, и бил обезен. Значи повеќе фактори играат улога. Така. Доктор Маја, беше светскиот ден на бубрегот. Приметивте ли зголемена посета кај вас во однос на тоа да се ги проверат бубрезите? Барем на тој ден некако свесноста да се подигне кај граѓаните, па да си речат ајде да провериме, да видиме каква е состојбата со нашите бубрези, бидејќи како што знаеме, нели сме говориле многу пати дека и преку еден ехо преглед може да се види во каква состојба се бубрезите. Точно така, Виолета. Значи, овие кампањи и овие денови на бубрег, сега не чека денот на здравието, сепак влијаат на свесноста на кај луѓето да повеќе обрнат внимание на превентивните прегледи. И секогаш е подобро нели да превенираме нешто отколку да се јави и да се лекува. Така да сите овие години како напредува знаењето и како напредуваат овие кампањи и се повеќе луѓе слушаат, значи доаѓа информацијата до нив. Се повеќе и поголем одзивот за
тие превентивни прегледи. Во секој случај, значи се зголемува свесноста кај граѓаните. Секако. Се уште имаме една група на граѓани кои се плашат да одат на доктор, кој знае што ќе ми најде, не одам, ништо не ме боли, здрав сум си. Меѓутоа, баш тие кампањи се за тие здрави. Да спречиме нешто на време, пред да се појави, пред да треба да лекуваме. Така. Тука некаде сме на самиот крај, само би сакала вака да една порака до сите оние кои што не следат. Што е тоа што нешто треба да забележат ете кај себе, што е поврзано со бубрезите, и кога треба нели да се загрижат, да дојдат еве кај еден доктор како вас, што сте интернист, нефролог, кај нефролог било како, за да видат дали станува збор за некој проблем со истите. Прво, ние секој најдобро си го знае својот организам. И било каква промена што е невообичаена и што одскокнува од тоа што е нешто за нас до сега нормално, треба да се провери сепак кај матичниот доктор. Бидејќи многу работи луѓето се навикнуваат. Така. Јас зборувам, например, јас спомнав пенливата урина. Така. Значи, многу луѓе еднаш ќе бидат два пати и потоа веќе тоа им станува нормално. Значи многу пати и ние самите се навикнуваме дека работите ни се нормални. Исто како и притисокот. Па вика мене ми е стално 140-90, затоа што пациентот се научил дека 140-90 негов притисок, без да размислува дека тоа е сепак малку поголем притисок и дека ќе треба да се намалува. Некако ми се чини дека кога сме говореле за притисокот и докторите потенцираат дека веќе тоа може да се каже како една горна толерантна граница, меѓутоа сепак не е здраво за нашите органи да биде 140, така би горниот. Не, како што кажав, значи до 130-90 толерираме. 130 со 90 да, може да се каже дека меѓутоа треба да е подоле. И подоле, да. Треба да е подоле. 120 со 80 како што си бил од секогаш, што се били нормален притисок. Поготово за тие што се со диабет. Кај нив одиме и на пониски вредности. Баш поради тоа оштетување на дополнително оштетување на крвните садови што го прави високиот крвен притисок. Така. Еве, се надевам дека се тоа што го говоревме и во однос на притисокот, и во однос на овие знаци, симптоми кои што ги кажавте и за пенливата урина, посебно за оние лица кои што имаат пак диабетес, треба навистина навреме да реагираат, да одат навреме на контроли во однос нели на работата на бубрезите, за да нели не дојде до некоја компликација понатаму. Знаеме дека диабетесот и како е тиво кубиец и носи многу компликации, посебно еве како што кажавте и за срцевите заболувања и за мозочните инфаркти и така натаму. Благодарам многу за денес. Се надевам ете во некое следно издание повторно ќе проговориме за некој проблем, бидејќи интернистичкиот дел е широк спектар, има многу здравствени проблеми и има за што да се говори. Благодарам, Виолета, благодарам до гледачите. Работите се поврзани. Так. Не е секогаш само една болест. Така е, видовме дека диабетот е една навистина да едно со друго е се поврзано. Уште еднаш само да напоменам до гледачите, говоревме со доктор Маја Милованчева Поповска, која што е специјалист интернист нефролог и моментално работи во приватната здравствена установа Зегин Интермедика. Еве сега не изгрешив. Ти благодарам уште еднаш, доктор Маја, се гледаме во некоја следна прилика. Благодарам. Почитувани гледачи, толку за денес во ова денешно издание на Ваш термин. Се надевам дека сите овие информации беа корисни, уште повеќе што ете на некој начин и ние како емисија и како телевизија го одбележавме Светскиот ден на бубрегот. Останете во добро здравје, грижете се за своето здравје, а ние повторно ќе се видиме за 7 дена во исто време со нова тема и нов соговорник.